Добар ден на сите и од мене, почитуван председател на владата, почитувана председателка на Сојузот на стопански комори, почитувани стопанственици пред се. Јас нема многу да должам во мојот говор, после мислам дека ќе има прилика да дискутираме на одредени прашања кои што ќе произлезат од дискусијата овде. Бидејќи и премиерот екстензивно кажа скоро се, така да не би сакал да се повторувам со тие бројки, ќе кажам само некои работи кои што мислам дека е вредно да се потенцираат, а тоа се следните. Она што е разлика овие 2 години во нашата држава во економијата, во споредба можеби со целиот претходен период на транзицијата, се мислам 2 работи. Едната работа е што ние како држава и како влада, која што управува со државата, се обидовме да не се мешаме премногу во економијата и мислам дека една од карактеристиките е дека државата и ние како кабинети, пред се мојот кабинет, кабинетот на премиерот и на економските министри, ако на никогу не помогна, а се обидовме многу да помогнеме и мислам дека многу страни помогнавме, тогаш со сигурност на никогу не одмогнавме. И мислам дека тоа е еден квалитет кој што треба да ги краси сите влади во иднина, дека не треба да се мешаат премногу во реалниот сектор. Втората работа, која што мислам дека е значајна разлика од тоа што се случуваше во нашата држава претходно, е растот на бруто домашниот производ, односно на што тој се базира. Ако секогаш растот на бруто домашниот производ се базирал врз база на активностите на државата, мислам дека во претходните 2 години тој раст се базираше врз база на вашите активности, врз активностите на реалниот сектор и мислам дека е тоа многу значително да се подлече. Ако ја видите структурата на растот на бруто домашниот производ во претходните 10 години, ќе видите дека просечниот раст е некаде околу 2,5 до 3%. Значи тој не е повисок од тоа. Но ако видите колкава била контрибуцијата на државата во сето тоа било над 60% од тој раст, преку проекти кои што биле дел корисни, дел некорисни, јас не би се сега навраќал на тоа, сите ние тоа го знаеме. Сега, во овие 2 години, ако видите колкава е структурата, односно во растот на бруто домашниот производ, ќе видиме дека државата не е таа која што е доминантна. Доминантен е реалниот сектор и мислам дека е тоа квалитативна разлика која што треба и понатака така да продолжи. Има доста критики за економијата, што е во ред и оправдано, пред се во делот на реализација на капиталните инвестиции што се во буџетот, иако сите капитални инвестиции во државата не се во буџетот, тоа мислам дека неколку пати го објаснувавме и тие критики се во добар дел оправдани, но има неколку факти во економијата и бројки кои што се неоправдани и никој не ги оспори. А тие се отприлика следните. Ако земеме дека владата е во функција практично она што се познати статистички податоци до крајот на 2018 година, значи тоа го знаеме статистички, 6 квартали или година и пол од аспект на бруто домашен производ, бидејќи за првиот квартал сега очекуваме да се појави на 6 јуни, значи тоа е согласно календарот на Заводот за статистика, ќе видиме дека бруто домашниот производ пораснал од -0,1%, значи имало пад, до плюс 3,7%, што е практично апсолутна разлика од 5,5% раст. И ова никој не го спори. И што е најважно, да го подвлечам и повторам уште еднаш, е резултат пред се на реалната економија, односно на вашите активности, и тоа најмногу во делот на индустријата и во делот значи на земјоделието, градежништвото и трговијата. Трговијата може да расте само како последица на претходните 3 активности. Таа не може да расте ако нема претходни 3 активности, значи во делот на, како што кажав, значи индустријата, земјоделието и градежништвото. Градежништвото на почетокот беше многу лошо, проектите беа застанати од многу различни причини, што објективни, што субјективни, меѓутоа тоа сега можам да кажам дека полека се враќа на нормалните текови, пред се благодарение на проектите кои што ги спомна премиерот, но и од блокирање на одредени градежни активности кои што и дополнително треба да се засилат и тие се уште не се доволни. Првиот значи факт никој не може да го побие на овие 5,5% апсолутен раст на бруто домашниот производ во 6 квартали, односно година и пол. Јас лично очекувам да првиот квартал во 2018 година, пратејќи ги податоците кои што ги имам, биде уште и подобар. Зошто? Заради тоа што гледам дека индустријското производство бележи
за првиот квартал само раст, бидејќи тоа месечно се прати па можеме да го видиме, бележи раст од прилика околу 9%. И тоа сериозно ќе влие, значи, како, да речеме, еден елемент на растот на целиот бруто домашен производ. Вториот факт кој што никој не може да го оспори исто така е делот на директните странски инвестиции, односно фабриките кои што почнаа да се градат во овие 15 месеци. Знаете, многу често слушаме во јавноста дека не се градат фабрики. Јас сакам уште еднаш да потенцирам дека е тоа апсолутно неточно. Единствено е точно дека тоа не се маркетира, односно не се пропагира можеби на соодветен начин, но тоа е друга тема, а фактот и вистина е дека се градат 19 фабрики во овој момент. Сите тие 19 фабрики се подпишани во оваа година и пол и практично тоа и го направи пушот на бројките во Народна банка на директни странски инвестиции. И ако земеме, значи, во споредба со претходните 7-8 години, во технолошко-индустријските развојни зони се изградени 23 фабрики, а за оваа година и пол се подпишани договори и се градат 19 фабрики. Тоа се факти кои што никој не може да ги побие. Но не се градат фабрики само во технолошко-индустријските развојни зони, се градат и надвор од нив. Еве еден добар пример е, го поздравувам присуството на државниот секретар од Чешка, нели е присутен тука, така го најави претседателката, една од инвестициите која што вчера беше објавена и во чешките медиуми, па можам сега да ја објавам и јас во Македонија, во нашата држава, бидејќи обично не ги објавуваме пред тие сами да ги објават, но вчера ми испратија исечок од вестник каде е тоа објавено во Чешка. Локотранс ќе гради фабрика во Газибаба, значи во индустријскиот дел на Скопје, за железнички возила, она што беше колска на времето во Велес, али тоа е застарена технологија, да речеме невозможно да се таа обнови, да се доведе до тоа ниво, ќе изгради, значи, фабрика за шински возила со вредност од 20 милиони евра. Јас ја поздравувам оваа инвестиција, подготовките за оваа работа се веќе година дена и она што е важно, значи, и вработените од Колска ќе бидат опфатени во оваа програма, бидејќи тие беа проблем, луѓето се во тешка ситуација, но сите тие ќе бидат превземени од новата фабрика, ќе бидат прво упатени на обука во нивните фабрики во Словачка и Чешка, а после тоа и ќе бидат примени на работа, значи, во новата фабрика, со што, да речеме, на една компанија за губар проблемот генерално ќе биде решен, иако е тоа државна компанија. И тој факт не може никој да го како да кажеме, да го негира, дека овие фабрики се градат. Тоа може секој да го види, бидејќи тоа не може да се скрие. Како последица на тоа, третиот факт, што никој не може исто така да го побие, е дека во 2018 година нивото на директни странски инвестиции беа 624,25 милиони евра. Тоа е 84% повеќе од било која година во последните 10 години. Тоа била, мислам дека 11 или 13, не ме фаќајте за збор точно, и тоа е сигурно повеќе од збирот од претходните 3 години. И овој факт никој не може да го повргне и односно да го негира. Имаше обиди да се релативизира, дека тоа биле средства кои што се реинвестирани на постојните компании, што делумно е точно, бидејќи статистички таа категорија се води, значи реинвестирана добивка и нов капитал на собствениците донесе. Па овие 19 компании што се градат со пари донесени од нивните собственици од надвор. И тие бројки никој не може да ги негира и тие се такви. И уште еден четврт факт во делот на економијата што исто така не може да се негира и пред се е пак ваша заслуга, може би ние како влада сме допринели и мислам дека сме допринеле со мерките, тоа е дека невработеноста се намали 2,6%, односно 26.600 луѓе се запослија во овој период, од кои во администрација многу малце, значи најмал дел се во администрација, најголем, или да речеме, не знам, околу 1600 мислам дека се вкупно, а најголем дел е во реалниот сектор. И затоа викам дека тоа што треба да биде на долг рок одржливо и што е здраво за едно општество и за една економија, тоа е да е здрав реалниот сектор, а не државата да биде главен генератор на економијата во таа држава. И овие бројки практично не се факти и никој не ги оспорува.
Она што јас го гледам како предизвик за економијата во иднина, тоа се неколку работи за кои што ќе зборувам сосема кратко, но она што сакам да ви информирам и мислам дека премиерот не го спомна, е дека оваа година 2019 во буџетот одредивме 47% повеќе пари за поддршка на економијата. Ако минатата година тоа беа 50 милиони евра, оваа година тоа се близу 70 милиони евра. И тие 70 милиони евра чекаат да бидат искористени од вас пред се во неколку мерки. Една, значи, е преку Законот за финансиска поддршка, кој што оваа година го проширивме и го направивме прво да биде пофлексибилен, второ IT технологиите кои што беше барање точно на Сојузот на стопански комори да бидат вклучени, значи во законот ги вклучивме, односно во процес е вклучување бидејќи законот трпи измени, а рокот за аплицирање ќе се пролонгира до 1 октомври. И уште дополнително, значи, ги вклучивме преработувачките капацитети за земјоделски производи, бидејќи тоа и фали и недостасува на нашата држава и треба да се стимулира, затоа што земјоделците своите производи ги продаваат како сурови, значи свежи производи, и тоа точно ги продаваат кога се тие најевтини. Мислам дека треба да се работи многу повеќе на преработувачки капацитети во земјоделската индустрија или процесната индустрија на храна, како што би ја нарекле, и затоа таа ја опфативме, значи, со Законот за финансиска поддршка. Направивме симулација, бидејќи завршните сметки ваши се дадени веќе во Централниот регистар. Направивме симулација и таа симулација покажа дека оваа година eligible, значи квалификувани за да учествуваат, да аплицираат за законот, се над 4000 компании. Значи, ве молам, сите тие 4000 компании аплицирајте. Ние сите ќе ве подсетиме, значи ние знаеме кои сте квалификувани, бидејќи тоа зависи само од вашиот приход и ништо повеќе. И бидејќи ги гледаме приходите преку Централен регистар во 2018 во споредба со претходните 3 години, ние сите на контакт адресите што ги имате оставено во Централен регистар, таму имате мејл адреса, на сите ќе ви испратиме мејл да ве подсетиме дека можете да аплицирате. Минатата година имаше два проблема, јас ти отворено ќе ги кажам. Минатата година имаше некаде околу 670 компании кои што можеа да аплицираат, и од тие 670 компании не аплицираа сите, аплицираа некаде околу 180 компании. На крај добија 100 компании. Кога јас се јавував во компаниите да прашам зошто не аплицирате, заради тоа што имаше страв дека доколку аплицираат, тоа ќе навлече Управа за јавни приходи, и Управа за јавни приходи ќе испадне, ќе прави уствари дека ќе си направат поголем проблем него што ќе добијат некаква добивка, и тоа беше одговор многу чест, што за мене беше изненадување. И втората причина, малци имаше верба некој дека тоа ќе биде фер, транспарентно, дека ќе биде коректно, дека навистина тие што заслужуваат ќе добијат. Јас сакам на сите да ви кажам дека никој кој што аплицираше не го посети Управа за јавни приходи за таа работа и за таа намена. Апсолутно тој страв треба да се елиминира. И второ, сите што аплицираа по закон добиваат, значи не одлучува никој дали ќе добијат. Ако ги исполнуваат условите, апсолутно добиваат. И тоа е многу важно и сакам да ви го пренесам како порака на сите. Тука има одредено од тие 70 милиона евра буџет, вториот дел од буџетот е преку Фондот за технолошки развој и иновации, и третиот дел од буџетот е во активните мерки за вработување, каде што има 20 милиона евра, и ќе дојдам до последниот и мислам најголем проблем моментално на економијата, кој што може да биде лимитирачки во иднината, а тоа е образованието и образовниот процес и расположивоста на работна рака. Тука правиме многу, али у принцип ако ја земете структурата на невработените во нашата држава и тие 19% што ги имаме невработени у моментот, тоа се 185.000 граѓани, само 105.000 од нив се активни баратели на работа, нема да ја кажувам целата анализа во прилог на времето, но значи реалната невработеност, бидејќи 80.000 и не бараат активно работа и не знаеме ни дали се во државата, што значи дека нереалната невработеност е некаде околу 11-12% на активните баратели на работа, но она што е полошата информација е дека 50% од нив се со основно или без образование. Што значи од тука и потекнува мерката која што ја направивме, која ќе земете што сега од друга страна економијата бара
Има многу потреба од работна рака, ама таму има потреба на кадри кои што овде ги нема. Се разбира дека тие 50% луѓе со основно или без образование не можете вие да ги направите академски граѓани и стручњаци. Али секако можете да ги направите ракувачи на градежни машини, плочкари, возачи на моторни возила, угостителски работници, готвачи, а тоа управо бара на економијата. И затоа ние детерминиравме мерка во која што викаме: тие луѓе земете ги, вработете ги кај вас, квалификувајте ги и обучувајте ги 6 месеца така како вас ви треба, а за тие 6 месеца практично државата ќе ја плати платата за нив, да не бидат тие на ваш товар во периодот додека ги обучите за тоа што вас ви се потребни. Ве молам, користете оваа мерка, заради тоа што таа може да биде исклучително, добра за вашите компании. Јас тоа го зборам, бидејќи сум седел од другата страна 20 години. На крај, да не должам многу, сосема за крај ќе заклучам дека и понатаму стоиме отворени за сите ваши иницијативи. Јас го добив списокот на вашите мерки, јас се надевам и лично мислам дека најдобар дел од нив се можни да бидат имплементирани, некои мислам дека и не, но она што сигурно го знам и ќе го направам, ќе се трудам да сето она кое што е таму напишано, а е реално за имплементација, да биде колку што е можно побрзо имплементирано преку административните лавиринти на држава. Ви благодарам на сите за вниманието. Мола? Да. Еве премиерот. Премиерот ме подсети да споменам нешто за енергетиката. Има многу за зборење. Јас, знаете, сум професор по вокација и се тирам сум на 45 минути, да. Меѓу другото, што сум и професор. Да не должам, сосема кратко, тендерот прв за фотоволтаици ќе излезе до крајов на месецов или да речеме првата недела од следниот месец, ги финишираме последните детали околу него. Мислам дека тоа ќе биде една добра можност за инвестиции. Се обидовме да направиме механизам кој што ќе биде максимално транспарентен, механизам кој што нема да ја оптерети ни државата, а ќе направи голема корист за вас. Ние како држава, за да ви ги намалиме вашите инвестиции, решивме да ги завршиме сите работи што може да ги направи државата на товар на државата, како што е земјиште давање, урбанизација на тоа земјиште, приклучок на мрежа, изработка на инфраструктура, патишта до локацијата и така натаму. Тие кои што ќе бидат инвеститори, ќе треба само да ги постават фотоволтаиците и мислам дека е поставено така да тоа може да се заврши за 6 месеца. Јас сите ве поканувам да го погледнете тендерот, ќе бидат два тендера практично, едниот на државно земјиште од 35 мегавати на две локации, една во Свети Николе 25 мегавати и една во Македонски Брод 10 мегавати. И уште 27 мегавати дополнителни, на приватни земјишта, каде што ние не кажуваме каде вие сакате и каде вие можете, но таму ќе мора вие да ја завршите постапката за урбанизација пренамена, а ние ќе стоиме на располагање тоа да се направи. Така да првиот тендер со премиум тарифи за 62 мегавата ќе биде даден на аукција електронска, што значи критериум ќе биде само еден, кој ќе бара помал премиум од државата. Онака како што јас гледам дека одат работите, мислам дека ќе биде вин-вин ситуација и за државата и за инвеститорите. Ценам дека има простор многу во ова поле со оглед на падот на цените на опремата која што во моментот се продава во светот од оваа технологија, а ние за жал и немаме многу алтернативи, не сме енергетски немаме енергетски ресурси како нафта, газ, па и јагленот е веќе на исцрпување, така да ќе мора повеќе и повеќе да се свртиме према она што го имаме на располагање, а тоа се обновливите извори на енергија и интензивната гасификација. Многу скоро на веб-сајтот, на мојот кабинет ќе извадам и упатство како секој може да изгради фотоволтаик без разлика дали сака на државно земјиште, на сопствено земјиште, на кров на хала. Поготово сакам вас, стопанственици, да ви информирам дека на сите ќе ви се исплати на вашите кровови да ставите фотоволтаици, ако ништо друго, барем затоа што да ја покриете сопствената потрошувачка. Не мора за продажба, за сопствената потрошувачка, бидејќи сите што на слободен пазар, во тој случај нема да ја платите мрежарината ако ништо повеќе, а со самото тоа ќе ви се исплати инвестицијата.
Но да не должам многу, тоа ќе го има сето на веб сајтот кај мене на кабинетот скоро и ќе можете сите да го видите.